Поздрав до сите. Повторно тимот на кладење.мк, единствениот специализиран портал за обложување во Македонија, ви нуди една видео анализа, односно видео предлог типови, као сакате наречете ги така. И одиме со денешното второ полуфинале на светското првенство во Русија, откако синоќа Белгија и Франција одигра 0-1, Франција обезбеди пласман во големото финале, Белгија остана разочарана, тој тип го погодивме, игравме на дупла шанса, на помалце голови и така натаму. Сега одиме со надпреварот Хрватска-Англија, второто полуфинале, од онаа полесна половина, односно оној полесен кострук кој што беше уште од 8 на финалето предодреден. Две екипи играат на Лужники стадионот, Лужники арената, тоест во Москва, одличен стадион и според букмекерите Англија е голем фаворит на овој надпревар, 2.35 до 2.40 е коефициентот за победа на Англија, додека за победа на Хрватска се движи негде околу 3.60 и ево пораст, односно расте за нерешено 3.10. Сега ја баш и не се слагам со букмекерите, особено што Англија имаше лесен пат до финалето. Ако се тргне на страна оној меч со Колумбија, каде што Англија победи откако беше во регуларниот дел 1:1. Сега ќе го тргнам на страна и тој надпревар со Белгија, кој што Англија повеќе сакаше да го загуби отколку да го добие. Може би добро направија, особено што Белгија го помина Бразил, меѓутоа испадна од Франција, а Англија имаше сварно лесен пат до оваа фаза, затоа што групата игра со Панама и Тунис, потоа Колумбија и се во минатото коло игра со Шведска. Што се однесува до денешниот надпревар, затоа Хрватска пак имаше тежок пат. Иако мора да кажеме дека хрватите се веројатно поизморени, и тоа е во негативна смисла, во негативна конотација од нивна страна, затоа што играат два надпревари по продолженија, два надпревари на пенали, за разлика од Англија, која што играше истиот ден минатото коло како и Хрватска, меѓутоа ја победи Шведска со 2:0 и игра само 90 минути за разлика од хрвативе кои на претходните два надпревари одигра по 120 минути, односно 240 минути, што е дефинитивно еден голем потфат за било кој фудбалери. Сега Хрватска може би го има еден од најдобрите фудбалери на шампионатот, Модрич, тука и Ракетич во средниот ред, има најави дека нивниот тренер ќе истрчи со Баделј во средината, па со тој потек веројатно Хрватска ќе биде малце подефанзивно ориентирана за разлика од претходните надпревари. Меѓутоа и покрај тоа мислам дека средниот ред на Хрватска е многу подобар од оној англискиот. Нападот Манчукич е тука, Крамарич тука не се знае кој ќе стартува, меѓутоа веројатно Манчукич ќе биде најисторен во нападот, а Ковачич ќе делува веднаш на него, кој има Перишич, дефинитивно се добро покриени на сите линии во тимот. Според квалитетот мислам дека квалитетот на страната на Хрватска, така да англичаните јас не очекував дека ќе стигна до тука, додуша не очекував ни дека Хрватија ќе стигна до полуфинале, меѓутоа стигна. Во секој случај мислам дека ќе следиме еден интересен надпревар, тврд меч, меѓутоа јас ќе одиграм контра букмекерите, мислам дека е одличен коефициентот за Kets X, односно мислам дека е коефициент што не се пропушта кога во прашање е оваа игра, затоа што се движи од 1.60 па нагоре до 1.70, во зависност во која обложувалница ќе се решите да се обложите, а коефициент 1.70 за дупла шанса дефинитивно е нешто што вреди да се ризикува. Сега за оние похрабрите може да одиграат и Кец 3.60 коефициент, па и тоа е вреден за ризикување дефинитивно, особено што дефинитивно Англија не е толку голем фаворит како што тоа го прикажале букмекерите. Очекувам финале Франција-Хрватска и очекувам Хрватска да помине. Се надевам дека повторно нема да одигра 120 минути. Сега што се однесува до светското првенство, во сабота се игра надпреварот за третото место, додека во недела се игра големото финале. Повторно ќе кажам, Франција-Хрватска очекувам да биде големото финале. Можете да не послушате, можете и да
играте контра нас, ќе видиме кој ќе биде добитен. Меѓутоа, во меѓувреме има и доста интересни надпревари во Лигата на Европа, во Лигата на шампиони, каде што почнаа квалификациите. Шкендија веќе го одигра својот надпревар, славеше против ТНС со 5-0. Денеска играат работнички против Хонвет на домашен терен. Не би го типувал овој надпревар дефинитивно, иако очекувам голови на двете страни. Гол-голови, ако може еден предлог тип од мене. Утре игра и Вардар, утре игра и Шкупи. Вардар гостува исто како што гостува и Шкупи. Шкупи против Глазгов Рейнџерс. Мислам дека ќе биде таа единица. Додека Вардар очекувам да победи на гостувањето во Ереван кај Пјуник. И очекувам двојка со добар коефициент 1.80-90, па веројатно ќе биде повисок до почетокот на надпреварот. Меѓутоа денеска ми привлече кога сме кај денешните надпревари, ми привлече внимание надпреварот Банац Сараево. Банац е од Ерменија, дефинитивно е многу послаб тим од Сараево. Сараево има високи амбиции, одлични спонзори, голем буџет оваа сезона, така да очекувам нивно поминување во следната рунда, меѓутоа очекувам да го решат надпреварот уште на првиот надпревар на гости во Ерменија, така да може да искомбинирате Хрватска Англија K6 и Банац Сараево двојка со одличен коефициент 1.85. Тоа беше се за денеска. Ние со нови видео анализи ќе се јавиме во текот на викендот, односно во сабота и во недела, кога се кажа на големото финале. Дотогаш, поздрав!